Господине Петковски, пред се ви благодарам што прифативте да бидете дел од ова студио 1. Повод за овој разговор е реизборот ваш по четврти пат на Нова социјалдемократската партија. Сметате ли дека можеби немавте соодветен наследник или зошто би рекол дали размислувавте воопшто за политичка пензија и тоа што сега сте повторно на партијата, дали значи дека поактивно влегувате во политиката, бидејќи за волја на вистината со годиниве наназад не бевте многу присутни во јавност? Па има и од едното и од другото. Мислам, елементи од едното и од другото. Се разбира, треба, некои која ме прашува дали веќе годините не ти дава за право малку да се одмориш од политиката, тоа вие како во секоја сфера на животот. И во спортот, и во културата, па и во политиката, човек треба да го избере вистинскиот момент кој ќе треба да се повлече. Такви беа и моите намери. Значи, ние како политичка партија се реализираме, се остваривме на политичка сцена. Сите овие години од формирањето па до денес сме присутни со пратеници, со советници, министри, така да, освен периодот кога бевме во опозиција, имаме можност да влијаеме на политиката и на државно ниво и на локално ниво. Значи, политичка партија која е во можност да ги кажува своите стави, да се бори за своите стави, да пласира политика и така натаму. И ми многу луѓе, поготово овој период, имаме релевантни пратеници, министер, директори на респективни државни институции и така натаму, голем број на советници и така да. Мислам дека тоа се аргументи во прилог на тезата дека сме успешна партија и дека можеби тоа е вистинскиот момент. Јас такви намери имам, да бидам чесен, имав такви намери и кога почнавме постапката околу евидентирање и предлагање на кандидати, тоа беше од февруари па до денес, еве до 13 мај, членството, јас би рекол, без исклучок, сите општински организации предлага, инсистира, јас да останам на чело на партијата, беа предлагани и други, Горан Мисовски како потпредседател на собранието, Сонја Мирјаковска, секретар и така натаму. Но конечно кога пред Централниот одбор кој има статутарна обврска да го предложи на Конгресот носителот на функција, тие посакаја, предлага за овој период, можеби до година ќе има избори, говорам за нивните аргументи, парламентарни и председателски, ако не до година следната, мора да има редовни 2020. И оценката нивна беше дека можеби овој период поголеми шанси да успее НСДП ќе има ако бидеме заедно, ако бидам јас присутен тука во партијата. Тоа беше и основниот аргумент зашто прифатив. Се разбира, имаше на Конгресот и идеја, желба, би рекол, пред се на еден кандидат кој сам се предложи и на Централниот одбор и на Конгресот, доби само еден глас, својот глас го доби. Тоа уште повеќе говореше во прилог на тезата дека сепак треба во овој момент да се сочува тоа јадро кое што го направи успехот на партијата, со уште едно повторување дека ја немам намера да останам 4 години. Значи, ова беше одговор на желбата на раководството сега на партијата до изборите да се создадат услови за подобро пласирање на НСДП со моето политичко искуство и така натаму и така натаму. И впрочем и не станува збор за спортски тим, нели? Во овие години станува збор и за политичка партија, па ако сакате една дигресија. На мои години човек ја води најуспешната држава во светот, Америка. Господино Трамп ги има моите години, така да ако може така да се каже, некој се подготвува, некој е спремен да ја води најмотната држава, мене не би представувал голем проблем и да ја водам ова партија. Владата на Заев најави реконструкција, тоа е прашање кое што е во јавноста присутно уште во февруари. Дали сте разговарале со премиерот, дали можеби е понудено некакво конкретно амбасадорско, советничко, министерско место внатре во партијата, односно некој поактивен формат за влез во владата со оглед на тоа што се преговара со неколку партии во моментот?
Па имаме министер за странски инвестиции. Зорица Апостолска е министер за странски инвестиции во моментот и представува по тој повод и во Германија. Дали мислите, дали имам информации, дали ќе дојде до таква, до реконструкција? Да. А разговарахме, наскоро имавме една средба, елементарни информации, меѓутоа јас не инсистирав, ама баш на никакви информации од премиерот, бидејќи знам по дефиниција тоа е негово право. Тимот што треба да го состави во владата сноси одговорност за успешно извршување на функцијата. Ако ги погодиш луѓето, ќе бидеш добар премиер, ако направиш лош тим, ќе имаш лоши резултати. Така да моето, вашето, на други, на трети мислење може да биде субјективно, што се однесува до НСДП. Ние немаме амбиции, намери да предлагаме со нови луѓе да се владата, да влезат во реконструкцијата на владата, но мојата сугестија беше, може да кажам, многу отворено, уште на новогодишната средба, кога разговаравме со господин Заев за состојбите и да се честитаме нова година, пред сите наши коалициони партнери му дадов еден предлог дека многу подобро ќе функционира и владата ако се зголеми основата на нејзината поддршка. Тоа значи, директно му предложив сите партии од условно речено албанскиот политички кампус дека треба да ги покани да влезат во владата. Уште повеќе некои луѓе дури жртвува живот и да му помогнат Заев да стане премиер и така натаму. И многу ми е драго што еве почна да ги прави тие преговори, како дали тие успешно ќе завршат или не. Затоа што доколку бидат повеќе фактори од албанскиот политички кампус присутни во владата, мислам дека нема да ми просте на зборот, ама нема да збесне дури до таа мерка, дури и да го ценува за поедини елементарни повреди, така да кажам, и на законот, и на редот, поединци нивни активисти, дури и инциденти со полицајци, па што ја знам, полнење на касата со државен буџет на некои нивни активисти, тоа е само дискредитирање на владата на Заев. Доколку дуи е соочено со фактот дека повеќе политички фактори ќе влезат во владата, мислам дека поодговорно би се однесувале. Тие имат 10 пратеници, од другата страна имате уште 10 пратеници. Значи, дуи во ситуација кога најслаб успех доживеа на изборите со најмал број на пратеници, практички освои најголемо политичко влијание. А када мене ми е тоа драго, мислам дека во таа насока и се водат разговорите, како прочем и можноста за проширување на поддршката на владата од досегашните коалициони партнери на опозицијата, на ВМРО-ДПМН. Така да тоа не е ништо чудно, нели? Особено помалите етничките партии нема никаква смисла тие да делуваат надвор од водечката политичка партија, владеачка, која составува владата, затоа што тие никош нема да бидат у состојба да направат сами влада, па да извршат силно политичко влијание, туку секоја партија може да задоволи дел од својот електорат, говорам за помалите етнички заедници, само доколку е во владата. И тоа е логично. Не заради тоа што некој Амди Бајрам и други постојано повторат без мене не се може. И интересот нивни е да бидат присутни, а и полезно ќе се решаваат, мислам, етничките судири, потенцијалните етнички судири, и од една страна, од друга страна премиерот добива една посериозна поддршка во владата. На Македонија во овој период, колку ние да ја критикуваме владата, не е во состојба да ги креира политиките без поголемо присуство. Законите треба се носат со гласови, знаете, таму секој глас, ако не се донесе, ако не се присутни некои пратеници, дури не може и да се одржи седница на собранието. Така, мислам, во тие рамки премиерот и ги води разговорите. Јас тука немам влијание, верувам, нити моите колеги од другите помали политички партии. Бевте подпредседател на првиот парламентарен состав, а потоа во неколку наврати бевте и председател на собранието. Ако се земе в предвид дека законот за јазиците е поминат на собраниска седница, меѓутоа не е потпишан указот од председателот на државата,
Кои се механизмите на актуелниот председател Талат Џафери за овој закон да стапи на сила со оглед на тоа што нели роковите се сите речиси изминати? Видите, Уставот е јасен кога станува збор околу објавувањето, влегувањето во сила на секој закон, па и овој закон условно наречен Законот за езиците. И тука нема дилеми. Значи, доколку законот се донесе со мнозинство од 61 глас во повторена постапка, председателот на државата е должен, така пишува Уставот. Значи не е на располагање. Тој има суспензивно вето на законот во првиот круг, кој ќе се изгласа законот, тој може да оцени и да каже не ми се допаѓа тоа и тоа, не го потпишувам указот. Враќањето во повторната постапка, он нема што да бира. Уставот е исклучив дека законот мора, председателот на државата мора да го потпише указот. Не е оставена никаков маневарски простор да калкулира со едни или други уцени, притисоци, пазарлаци и така натаму и така. Тоа председателот не го испочитува. Значи, он има одговорност, не само политичка одговорност, он има кривична одговорност. Бидејќи не го почитува, не ги извршува правата и обврските што му се утврдени со Устав. Од друга страна, значи, да речеме, и председателот на собранието, па и партнерот на господин Заев и наш во владата, Дуј, силно притиска законот да се донесе. Морам да ви кажам, за мене тоа е малку чудна околност. Зошто еден закон кога буди толку енергија кај луѓето, сензитивење, многу е чувствителен, реакциите се евидентни дневно, мора да се носи преку трупа. Моите сугестии и моите ставови јавно ги изнесов и кажав, овој закон мора да се донесе со договор меѓу сите политички партии во собранието, да се постигне компромис. Зошто? Заради тоа што и ВМРО до вчера беше со Дуи, денес е со СДСМ, не знам утре како ќе биде, дали и со двете или одвоено пак, што мора да се почитува. Пратениците мора да ги представуваат граѓаните, не своите лични интереси. Тие гласат по своје убедувања, ги представуваат граѓаните. И тие мора да создават атмосфера во собранието, дека собранието е таа институција која одлучува, да е врвна законодавен дом, и дека и опозицијата и позицијата се составен дел на тој политички систем. Значи, мислам се пропуштија шансите и особено она што не разбирам зошто на сила се турка законот, ако веќе се согласи Дуи да се прати прво на експертиза на така наречената Венецијанска комисија, па после тоа сите забелешки да се вградат. Не го разбирам тоа. Дали е тоа внатрешно партиско престројување во албанскиот политички кампус да докаже Дуи дека тоа може да го направи, па макар било тоа на мускули, туркање и дури да се заобиколи и Уставот, не знам. Но едно е сигурно. Законот стапува на сила по неговото објавување во службен весник. А ќе се објави во службен весник, ако е потпишан од председателот на собранието и од председателот на државата. Не е потпишан. Имаме ние една нечиста правна состојба, како ќе да се направи освен нормалното, председателот на државата да се убеди дека треба да го потпише законот, па да се согласи како таков закон да покрене постапка за оцена на уставот пред Уставниот суд. Јас не гледам друг начин. Не верувам дека може да имплицира, да речеме, релаксирање на состојбата или задоволство кај опозицијата, ако законот се објави само со потписот на председателот на собранието. Тоа би било еден вид политички притисок. И тоа би било... Ние немаме таков до сега, таков случај да е потпишан законот. Може да се случи, значи председателот на собранието според Уставот има можност да се потпише на двете страни, јас тоа го направив своевремено за еден закон, но бидејќи објективно председателот на државата не беше во состојба, не беше во државата. Така. А тој закон требаше да стапи во сила, а после тоа парламентарното мнозинство со помош на Уставниот суд таа работа ја доведе во рамките на Уставот. Значи, овдека единствено може ако председателот на државата има трајна неспособност да ја врши функцијата председател на држава. Он е во добра кондиција сега, ама не е во добра волја тоа да го направи.
A kada mojato mišljenje, mojata sugestija ne je nova, ne je prvi put kažem za vas, da se insistira na kompromis vnatre među pozicijata i opozicijata i među predstavateljna državata, da se dojde onaka kako što to Ustav go propišuva, da se potpiše zakonod, ukazat za proglasovanje na zakona da go potpiše predstavateljna državata i predstavateljna sovranijeta, nema da izgubime ništo, da li to će bude mesec, 2, 3, pa ako sakati godina. Toliko vreme čeka ke pričeku šte malku. Za mene je ovakva situacija jedinstvena, od formalno praven aspekt, čista situacija, da se počeka do, ako toliko do ta Amerika Đorđe Ivan nese kada go potpiše, izborot na novi od predsjedatelj godina. Godine ima predsjedateljski izbori. To je po benigno rešenje, da rečeme, od koliko da se ide da se proširovat, ke se dovede v prašenje sumnitelno to, v osomnenije primjena na zakonot, i ne sam siguran deka celta što beše da se implementira zakonot v svite institucije na našto opštestveno življenje će vide postignat. Može ke rodi novi konflikti, novi sukobi, nedorazbiranja i što je najvažno, gledate, samo ova varijanta, ovaj incident što beše so komandant Hodža, ili Džezari, kako se šekiri, reakcijata, da rečeme, na opozicijata može da implicira samo продлабочување или заострување на меѓуетничките тензии, кои можат полека заедно со непризнавањето на законот за езиците, не дај Боже да ни ја родат 2001 година. Значи, на некои, на националистите, популистите им одговарат тензии и тоа е терен на кој тие најдобро се снаоѓат. Ма тоа е огромна штета за Македонија ако дојде до тоа. Значи, најдобра варијанта е да седнат позиција, опозиција, разумно за решенијата кои што се од интерес за Македонија, да не ни се случуваат меѓуетнички тензии, а за кои прашања постојат на вистина добри решенија во Уставот, да седнат и да постапуваат како што пишува Уставот и деловникот. Секој преседан е лош. Актуелно е прашањето за името, односно се преговара меѓу двете држави Македонија и Грција, и тоа ако се земе в предвид последните две средби, односно изјавите после две средби, оној првичен оптимизам кој што со месеци вирееше во јавноста, сега како да е во свој виден ќорсокак, односно тешко дека до самитот на НАТО и самитот на ЕУ ова прашање ќе се реши. Како политичар со голем политички багаж наназад, какви очекувања имате од овие преговори? Прво, ако судите по нивните гушкања, убави зборови и така натаму, добри менија, и не верувам дека се во ќорсокак преговорите, но не верувам дека така брзо ќе успееме. Последните две средби. Да. Значи, јас очекувам после ова, слободно ќе кажам, Голгота, низ која Македонија поминува заради гршкото оспорување на нашиот идентитет, нема така лесно да помине, нема така лесно да се реши. 28 години Македонија на стендбај во меѓународната организација, немаме се уште позиција, исклучиво благодарејќи на оспорувањето на Грција. Мене ми е јасно, и тоа не сум го кажал прв пат, и кај вас ќе кажам, дека Грција како држава од осамостојувањето, па нешто и пред тоа, меѓутоа од осамостојувањето па до денес, кога говорам Грција за официјалната грчка политика, грчките влади, не никаква тајна, тие не сака да постои ни македонска држава, ни македонска нација. Особено, нели, после поделбата по Балканските војни 1913, за нив приказната за Македонија завршена. И тие силен отпор дават, и заради фактот што тогаш е поделена географска Македонија на 4 дела, и заради фактот што тие направија геноцид према македонците во еден период, ги протерани из цел свет, мајки, деца. Мислам, не можат да го голтнат, да речам, и актуелните интелектуалци, интелектуални кругови дури во Грција, толку се зависни од водачката политика, не верувам дека така лесно ќе го голтнат решавањето на прашањето, како што ние, или оптимизмот од наша страна што се шири. На нас не е поважно прашање. На нас е поважно. Значи, јас очекувам дека во ова, после 28 години, ако не сме го решиле прашањето,
така лесно да го решиме, тоа е на некој волшебен начин не е можно. Во политиката нема љубов, нема тука се интересите доминантни и дека може само да се даде, така да кажам, некој сигурен договор, ако си пружат рака, се потпише некој договор, дека веќе ќе седнат сериозно да разговарат, да преговарат за решавањето на проблемот. И тој нема да биде едноставен. Значи, максимум што може Македонија да избоксува ај така да кажем, во Софија, ма гледат и таму самитот се доведе во прашање поради Косово и така натаму. Не знам дали ќе се одржи со тој формат, да се донесе некој договор кој после ќе треба сериозно да го разгледуваат двете држави, Македонија и Грција, да ги преоценат нивните позиции. За да дојде до имплементација. Да, дојде до имплементација. Знаете, нема членство на НАТО и Европска унија, дури не се ратификува договорот во националните парламенти на државите. Така да тие во секој момент може да не укочат. Значи, максимум што, дај Боже да се случи нешто повеќе, ќе бидам среќен, верувам и мнозинство граѓани, максимум што може да се избоксува сега е да се, што би рекол Заев, ако видите, се рекуваме, значи, проблемот е, никако проблемот нема да се реши сега. Проблемот ќе се отвори сега. Бидејќи тешки се условите според она што јас имам информации, што Македонија треба ги прифати. 99% од врските во договорот се на страна на Македонија, а не на Грција. Ние бараме да бидеме членки на тој клуб, а условите се тие и тие. А када ја не очекувам спектакуларно решение, релаксирање на состојбата во готово решење проблема. Грците се тешки преговарачи, добри трговци, итри се во многу светски ситуации за кои што историјата памети, не верувам дека она што го започнаа со Македонија така лесно ќе ни го предадат и ќе ни помогнат, ќе бидат хумани, ќе имат разбирање за соседот, не. Но ако морат, а во овој момент мислам дека никогаш притисокот на меѓународна заедница не бил посилен од колку сега. Ја немам детали на што се должи, да речеме, оптимизмот во Брисел и во Вашингтон дека грците мора да имат разбирање. Нема да имат разбирање. Во Грција генерации се школувани. Јас себе имам доказ тука, книга која што е објавена во 1836 кај што грците официјално идат кај големата порта да се молат за учебниците кои што се во основните школи на Грција, што треба да даде согласност големата порта, и во која пишува на 5-та страна дека Грција во тој момент е свесна дека македонците, тракијците се сосема други етнички заедници, дека тие со нас грците немат ништо заедничко. Ама тоа е историја. Можеме максимум да очекуваме да почнат сериозни преговори. Тоа јас така го ведам. Значи, ќе видат набележени прашањата по кои ќе треба да се дебатира во националните парламенти во двете земји, позиции и опозиции, да се види што е она што нас македонците можеме да го прифатиме, затоа што она што го слушате од Танеа, од Катимерини или изјави на тоа е само градење на грчките позиции. Не може тоа да се свати дека тоа е реално како услов поставено. И дека ерга омне сега да се реши, тоа не е возможно, затоа што ние знаеме кој широк спектар на прашања треба да се решат, кои кнедли Македонија треба да ги голтне за да го заштитиме нашиот државен и етнички идентитет, така да кажам. Ако ве вратам назад, во 2006 година бевте дел од коалиционата влада на Никола Груевски. Може би се каете. Имате ли дел во вас како одговорност, како кајање за она што бевте тогаш, ако се земат во предвид нели сите изминати случувања десетина години назад? И дали, иако идеолошки се разликувате, дали би коалицирале со ова ново раководство на ВМРО-ДПМН? Видете, јас јасно кажав на третиот конгрес и извинив на македонската нација зошто не сум можел да ги проценам, да речам, крајните цели на Никола Груевски и се извинив на народот, направи голема грешка. Значи, луѓе кои што на преден план ги стават националистички, популистички интереси,
богатењето и така натаму, митоманијата, враќањето 2500 години, реков, тоа не е просторот за наше учество на тој терен и да соработуваме. А када не се кајам, јас за тоа се извинив, значи нема тука кајање. Јавно кажа дека погреш. Што се однесува до сегашното раководство, морам да ви кажам, јас Мицковски го доживувам многу поригиден од Груевски. Човек со, јас би рекол, се на многу пожестока реторика, за разлика од Груевски. Груевски имаше некако помек настап, може затоа и беше прифатлив кај луѓето. Но раководство, кое што ја доведе Македонија до ова ниво, до ниво на пропаст, ја разнебити целокупно, ја девастира државата, образованието, здравството, криминалот, корупција стана стил на живење. Ја не знам тие како сами ќе излезат од тоа гротло. Видејќи пратеници, поранешни министри, предмет се на истраги. Ја не гледам некоја политичка партија која би можела во овој момент со таква гарнитура да прави коалиција. Не ги гледате, сите ги не пуштија. Значи, Мицковски, ако сака да биде некој лидер на таа партија, тој мора драстично да се одвои од политиката на Груевски, од петното, хипотеката, историјата, наследството на ВМРО како политичка партија која, тоа е моја длабоко мислење, во историјата на Македонија нанесувала само штета. За крај би ве прашал, последните 27 години на оваа држава, која може би најголемата политичка грешка? Па видете, имало многу. Мислам, главната грешка беше, што се однесува во сферата на економијата, прифаќањето на моделот на приватизација на македонското национално богатство. Значи, наместо принципот, ваучерски принцип на приватизација, се прифати менеджмент by out, така да фирмите клучни се дадоа на неколку богати луѓе, говорам во сферата на економијата. Во сферата на политиката, мислам дека главна грешка беше што не се процени реалната можност на опасност од немири од сериозни размери до отварање на војна 2001 од страна на ОНА и промената на уставот, несваќањето на позициите дека сме мултиетничко општество, па на сила наметнато и со војна ранковниот договор со гаранција на меѓународната заедница, дојде практично до првото сериозно поместување на Македонија од демократската траекторија, кај што почнавме да се делиме класично на поетничка основа. И за мене многу, може на самиот старт, најголем проблем беше, јас не се залагав за таа идеја, формирањето на политички партии на етничка основа. Мислам дека тоа длабоко еродираше во ткивот на македонското општество, дефинитивно ги подели луѓето наши, ваши, по етничка, јазичка припадност и така натаму. И таа хипотека не можеме до ден денес, таа грешка да ја исправиме. Така да имавме можност и околу градењето на односи со Грција. Јас лично бев убеден дека 2008 сме многу блиску до решавањето, а и кога станува со Грција, ќе ви кажам, 2002 председател Глигоров требаше да оди во Единбург на самит на Европската унија. Ние дебатиравме во собранието 2 дена и отприлика постигна собранието договор околу името Република Македонија во заграда Скопје. И тогаш настана вториот ден целоцен пресврат, ВМРО пратениците на ВМРО ДПМН, сега како ние ќе ја пееме песната ој Вардаре македонски, ој Вардаре скопски, сака да ви кажам за тривијални причини не успеа. Инаку бевме сите политички партнери до Македонија, ако таа шанса искористеше 2002 година, ние ќе си бевме сега одавна членки на НАТО и на Европската унија. Господине Петковски, пред се ви благодарам уште еднаш што одвоивте време да бидете дел од Студио 1. Задоволство ми беше. Ви честитам да успеете, вие сте нов субјект на овој медиумски простор во Македонија. Конкуренцијата е жестока, ама ако сте, ја говорам, одговорени новинари, професионални, ќе успеете. Јас реков на настапот сега, тоа може да биде бајде на Конгресот, дека за мене од секогаш, тоа го напише во својот одговор,
не ни треба закон за медиуми. Ако треба да носиме закон за медиуми, тој треба да има само еден член. Медиумите на слободата на медиумите е загарантирана со закон.